Македонија е на листа на најкорумпирани земји во друштво со Колумбија и Етиопија, предупреди холандскиот амбасадор Јан Коп. Според него, државава е далеку од просекот на Европската унија, а корупцијата е навлезена длабоко во сите сфери на општеството. Според Коп, ваквата ситуација е бидејќи нема применливост на законите, а политичарите ги ставаат личните интереси пред интересите на граѓаните. И навистина е далеку од просекот на Европската унија. Ова е бидејќи покрај фактот што имаме веќе правна и законодавна рамка, применливоста не достига. Не достига бидејќи нема политичка волја. Кога сите главни политички чинители велат дека нивнината цел е да станете членка на ЕУ, зошто не може да соработуваат да ја постигнат оваа цел и се саботираат меѓу себе? Одговорот е длабоко вкоренетите лични интереси и корупција. Корупцијата ја има подеднакво во сите општини, а најмногу во секторите со јавни набавки, инспекцијски служби, изнајмување и располагање со имотот на единиците на општините и дури и во училиштата, покажа резултатите од проектот Заштита од корупција. Најголем фактор за корупција останува политичкото влијание во сите општествени сфери. Загрижува податокот од антикорупцијската комисија, од каде констатираат дека институциите реализирале само 20% од активностите за справување со корупција. Клучниот проблем се јавните набавки, за што е потребно унапредување на системот со воведување на ставка за инспекцијски надзори, но и независна внатрешна ревизија. Процентот на реализација на активностите е многу мал и недоволен за успешно справување со корупцијата. Како резултат на политичките влијанија, имаме изразено неповолни состојби во областа на вработувањето, понатаму во поставување на висока раководна структура по институции, во договарање за добивање на тендери, во урбанистичкото планирање, во издавање на градежни дозволи, во располагање и продажба на државниот имот, во склучување на договори за концесии, доделување на лиценци, доделување на средства од ваучери за спортски федерации и клубови и така натаму. Дека законот за јавни набавки треба да биде ревидиран, посочија и од ЗЕЛС. Како што велат, промените не треба да започнат од локалната, туку од централната власт. Инаку, во проектот во наредните 3 години ќе бидат вклучени 8 општини. Во Битола, Кичево, Куманово, Неготино, Струмица, Тетово, Чаир и Штип ќе се мониторираат не само општините, туку и секторите каде е најголема корупцијата, а ќе се следи и реализацијата на Националната стратегија за борба против корупцијата на Антикорупцијската комисија.